Кажи ми како си вечерва, како си поминуваш и како им го честиташ полнолетството на убавина и здравје? Проминувам прекрасно, секогаш на забавите на убавина и здравје одлично, има добра енергија, убави луѓе, затоа што се поредко имаме вакви настани кај нас, така да ми е задоволство да присуствувам. Не често, али на вакви настани кај што сме добре дојдени, соработка имаме одлично. Дали се сеќаваш ти кога наполни 18 години? Се сеќавам кога наполнив, ама не се сеќавам дали сум славил. Сигурно некако денешната младина која што прави као да, не знам, се качили на месечината, едноставно, али треба да се слави. Например, во Србија полнолетството се слави секогаш како матура. Меѓутоа во мое време, да кажам, пред 20 на години беше другачие. Малку поскромно од денес. Дали се допаѓа денес како прославуваат роден ден и матури, полнолетства? Па ми се допаѓа, да, секое време носи свое, меѓутоа ако не си во можност, мислам дека не треба да даваш толку значење и по секоја цена да славиш за после тоа да плаќаш долгови. Вечерва изгледаш прекрасно. Кажи ми колку време ти требаше да се спремиш и што носиш на себе? Ако веруваш дека во 10 до 6 завршив со работа, во 6:30 тргнав за Скопје од Штип. Значи пола час буквално спремање на брзина, тоа веќе е рутина во секојдневието. Претходно нормално обираш стајлинг и тоа е тоа. Дали ти е важно како изгледаш и што мислат другите? Не ми е важно што мислат другите, а за себе ми е важно како изгледам, затоа што првенствено работата што ја работам, се занимавам со убавина, нормално мора да внимаваш на секој детал и чисто да бидеш среден и според прославата, односно според пригодата на која што присуствуваш. Дали пратиш брзи модни трендови? Брзи модни трендови, не знам на што мислиш конкретно. На фест фешн, на трендови што искочат на социјалните мрежи. Пратам се што ме интересира и што можам да прифатам, меѓутоа по секоја цена не користам се на себе, односно не се претопувам во секој моден тренд.